Пушачите 2 до 4 пати почесто страдаат од коронарна срцева болест и мозочен удар за разлика од непушачите, па дури и возрастните лица кои се изложени на пасивно пушење имаат 25 до 30% зголемен ризик. По повод Светскиот ден без тутун 2018 година, Светската здравствена организација истакнува што може да се направи за да се намали ризикот по здравјето на срцето кои се предизвикани од тутунот. Од Светската здравствена организација информираат дека јавноста, иако сваќа дека пушењето е штетно, често пати не се свесни за нејзината клучна врска со срцевите заболувања и мозочниот удар. Употребата на тутун и изложеноста на пасивно пушење придонесуваат за приближно 12% од сите смртни случаи кај срцевите заболувања, а елиминирање на употребата на тутунот може да заштити милиони луѓе да умрат од срцев и мозочен удар. Во Република Македонија, според податоците од Институтот за јавно здравје, во 2016 година од болести на циркулаторниот систем починале 10.920 лица, со стапка на смртност од 526 на 100.000 жители. Болестите на кардиоваскуларниот систем учествуваат со 53,5% во вкупниот морталитет и се на прво место во структурата на причини за смрт. Министерството за здравство секоја година изработува посебна програма за превенција на срцеви заболувања, која за 2018 година изнесува 25 милиони денари. Пушењето представува докажен ризик за здравјето на популацијата, ризик за болести и глобален јавноздравствен проблем. Министерството за здравство по повод Светскиот ден без тутун спроведува кампања со која треба да се направат заложби на сите засегнати страни од превенција и намалување на тутунот, бидејќи, како што рече министерот Филипче, можеме многу да постигнеме во унапредување на здравјето на сите граѓани, која е најважна инвестиција во општествено-економскиот развој на секоја држава. Ефектите од откажување на пушењето се видливи речиси веднаш. После една година непушење, ризикот од срцева болест е намален за околу половина, за разлика од ризикот на пушачот. 15 години по откажување од пушење, ризикот на срцева болест е како оној на лице кое што никогаш не пушело. Постои веќе тренд охрабрувачки на намалување на трендот на пушачи и оние кои што се откажуваат од пушење, значи стануваат постепено свесни за штетноста на пушењето врз срцето и мозокот и таа вели дека владите се свесни дека намалување на употребата на тутунот има позитивен ефект не само врз здравјето на населението, туку и врз економијата и здравствените услуги во земјата. Здрава нација, здрава земја и таа е просперитетна. Република Македонија веќе превзеде различни мерки. Донесе Закон за заштита од пушењето во 1995 година. Закон за тутун и тутунски производи од 2006 година се забранети за рекламирање. Се отворија 10 советувалишта за откажување од пушење во 2014 година, а се воведе оданочување и покачување на цените на цигарите.